Повеќе од 5,5 години постои мој општинар. Кога 2017 година градоначалникот Митко Јанчев, тогашен кандидат за градоначалник, рече дека мој општинар ќе направи револуција во комуналниот живот во Кавадарци, не верува голем број на граѓани, меѓутоа како одминуваше времето, особено првиот мандатен период, видовме дека мој општинар, кои го сочинуваат главно млади луѓе, си одигра својата улога повеќе од тоа што очекувавме. И градот ни е, и општината ни е многу почиста, поуредена и значително подобро за живење. Повеќе од 5,5 години постоење на оваа служба дава за право да направиме и да ги поканиме за разговор неколкумина извршители во рамките на оваа служба, која успешно работи и се надевам дека и во иднина ќе биде столб на јавниот комунален живот во општина Кавадарци. Со нас се луѓе кои сочинуваат оваа служба и вечерва имаме во рамките на Соповот емисијата шанса да чуеме прва рака како функционира мој општинар. Како почна се? Ако се подсетиме на процесот на локалните избори, доаѓаме до заклучок дека граѓаните преку локалните избори ги избираат своите представници во локалната власт и тоа впрочем представува прв чекор за влијание врз локалната власт. Но градењето на нераскинливата врска помеѓу граѓаните и локалната самоуправа не се остварува само преку изборот на нашите представници во локалната самоуправа. Овој однос во општина Кавадарци се гради и се негува секојдневно и тоа преку облиците на непосредно учество на граѓаните, како што се приемни денови кај градоначалникот, собир на граѓани, граѓанска иницијатива, учество во изработка на различни акти и прописи преку јавен увид и јавна расправа. Тука е секако и правото на референдум. Но, од друга страна, сепак, постоењето на локалната самоуправа е неопходен услов за постоење на демократија. Меѓутоа, самото екзистирање не значи дека демократијата е веќе воспоставена. За успешно функционирање потребно е граѓаните да бидат демократски настроени, односно да ги знаат своите права и обврски и така да бидат вклучени во креирањето на политиките на локално ниво. Постоењето на службата Мој општинар впрочем потврдува дека само континуираниот двонасочен канал на комуникација помеѓу граѓаните и локалната самоуправа може да донесе и да допринесе за креирање на поквалитетни одлуки, на донесување на поквалитетни одлуки на локално ниво, за јакнување на степенот на соработка и степенот на демократија, како и подобрување на квалитетот на самите жители на општината. Бидејќи мораме да си признаеме дека сепак степенот на свеста кај граѓаните и граѓанското општество, степенот на отворени податоци, односно концептот на отворени податоци и искористување на истото е сепак се уште на ниско ниво. Благодарение на идејата на градоначалникот за основање на службата Мој општинар, денес во општина Кавадарци е изменат начинот на функционирање на граѓаните со самата институција. Ако до сега граѓаните доаѓаа во општината за решавање на нивните проблеми, денес оваа процедура е олеснета и поедноставена. Градот е поделен на 10 реони за кои што се задолжени 9 општинари и секојдневните активности на еден општинар вклучуваат посета на реонот, воочување на проблемите, увид на состојбата на хигиената, увид на уличното осветлување, урбаната опрема, како и контрола на работата на предпријатието, на јавното предпријатие Комуналец. Во крајна фаза, општинарот го следи начинот на решавање на проблемите и доколку најде на поминување на утврдените рокови за решавање на проблемот, действува за негово решавање. Во дотекот на нашата работа, предходно пред ливените граѓи, прво ни чистиме голем дел на диви депонии, на целиот град, а после тоа ги извадивме ливените гаражи, кои беа во огромен број, можеби над 500, и ги извадивме на нивно место, ги направивме хортикултурно уредување, направивме парчиња со детски реквизити и така. Мислам на секој дел од градот што беше руиниран, како да кажам. Имавте ли проблеми додека интервениравте на терен?
Па да, секако и со дислокацијата на ливените гаражи имаше проблем, но беше решен. Исти лимени гаражи ги дислоциравме на депото. Таму постојано има чувар, 24 часа со камери со се, обезбедено е. Ги дислоциравме. А ти тоа коста со други проблеми, решавате? Да. Еве моментално се наоѓаме во Винскиот музеј. Добро. Колку пари беа вложени тука во Лјубљански затвор, прашај? Вака сега, значи, првично паркот беше почнал да се прави, мислам дека 2019 година. Тогашната сума за обнова, за рехабилитација на паркот беше, значи, околу 600.000 денари. После тоа, значи, во наредната година пак се одвои околу 200.000 денара дополнително за да се доправи паркот и сега 2022 година исто така имаме нови содржини во паркот, тоа се значи адреналински парк, се прави исто нели парк за миленици и мислам дека ќе има уште нови детски игралишта. Што е тоа што по твое е значајно за Каваларци од капитален карактер во ваша сфера на работа? Во делот на капитални инвестиции треба да се спомнат без разлика колку ние сме учествувале во сето тоа се значи Северен булевар, комплетно обнова на Северен булевар, пробивање на Западен булевар и моментално се работи на улицата Лазо Асијата. За мене тоа е многу значајно, затоа што значи освен во обнова на централното градско подрачје, веќе се работи и во на периферните делови на градот. Тоа е еден светски тренд, каде што сите големи градови метрополи, а ние се стремим спрема метрополите, мислам така Да. Зошто да не? Значи сега да гледа сообраќајот да се изнесе од центарот на градско подрачје, туку да има повеќе обиколници, така наречени. Па со тоа се надевам дека значи во еве нека не биде во наредните 4, 5 или 10 години, али понатаму ние би го затвориле централно градско подрачје или Денски и 7 септември за возила. Значи може да дојде само значи како поголем площад. Како сме како чувари на животната средина, ние Како чувар на животната средина, мислам дека треба да сме задоволни, еве тргнувајќи лично од мене, јас сум задоволен, затоа што почетокот на мој општинар, тоа е 2017 преминавајќи 2018 година, се исчистија диви депонии околу над 3000 метри кубни. Само во првата година, на почеток. Како акција, значи не застанавме таму, туку продолживме секоја година тоа нели да пролето организиравме чистење диви депонии. Нек не поднесувавме некоја апликација, проект за во делот на животната средина, кај што лани сме исчистиле околу 600 метри кубни смет, а оваа година што направивме значи проценката на цел град, значи имаме не повеќе од 200 кубика. Тоа значи со тоа гледаме дека свеста кај граѓаните веќе се буди. Значи секоја година континуирано имаме намалување на дивите депонии. И сега ни значи со тоа што се намалува не сме задоволни. Сакаме да бидеме град со 0 диви депонии и че има една иницијатива од наша страна, од мој општинар, тоа е до кол центар кај што има исто и така камери на сите локации каде што не се уваат тие диви депонии да поставиме видео надзор. И мислам дека со тоа веќе ќе дојдеме до едно ниво, на високо ниво во делот на хигиената. Тешко Кузмано се менува менталитетот на овој народ. Меѓутоа, понекогаш треба да се менуваме за да ги решаваме и после 5 години да кажеме дека овој проблем е надминати, дека добро се живее. Сега, таму кај што немало уличка, има улица, таму кај што нема тротоар, има тротоар, значи градот можел да дише поинаку од порано. Тоа е очигледно со доаѓањето на Јанчев на ова челно место, а со ваша помош е тоа реализирано. Тешко ли е да се биде мој општинар во ова време со овие луѓе? Значи, нема нерешливо прашање за мој општинар, бидејќи тимот е составен од млади, енергични луѓе кои што си ја сакаат работата и сакаат да ги решат проблемите. И се е според закон, не? И се е според закон. Сепак, општина Кавадарци, и мој општинар и сите служби што се во општина Кавадарци мора да работиме по закон, заради тоа што тоа ни е основата од каде што
почнуваме. Можеме слободно да кажеме дека за успешноста на тимот Мој општинар може да се види и од пометените и осветлени улици, од чистите и испразнати контејнери, бидејќи општинарите во соработка со останатите служби и институции во општината можат да поправат онолку колку што несовесните граѓани можат да уништат. Ви разбирам. Освен вие, дали има институции во градот кои ви помагаат? Да, значи Општествено општествено одговорни компании во Кавадарци. Кавадарци е едно убаво место за живење, благодарејќи точно на тие неколку општествено одговорни компании кои што ни помогнаа по секој можен начин. Значи некои ни помогнаа со донации во пари, со донации во камион, во износ гориво и многу други работи. И затоа Кавадарци би ги спомнал Кожувчанка, Јами, Асмашини, Градба Промет и многу други кавадаречки фирми. Исто така морам да спомнам дека и јавното предпријатие Комуналец е во одлична состојба, бидејќи нашата работа е тесно поврзана со јавното предпријатие Комуналец, што со програма, што со наш налог, што со нивни налог. Морам да ги пофалам и една благодарност до нив, заради тоа што голем дел од проблемите кои ние ги бараме, на граѓаните нас не ги бараат да ги решиме, прво одиме во Комуналец и со нивна помош голем дел од проблемите се решаваат со нив. Благодарам. Како функционира Мој општинар? Јас сум на урбана заедница Љубаш, Што значи тоа е ја живеем во Љубаш, сакам да ја барам за некој проблем. Секојдневно ние излеваме на терен, Добро. понекогаш пешки, со возила, ама најчесто пешки, затоа што така сме секојдневно со граѓаните, се среќаваме со нив, сме поблиску до нив. Па ако има проблем, нашиот број исто така е на веб страната на општина Кавадарци, ама 072 307 041. Добро. Ве бараат број Да. и го кажува проблем. Проблемот, да, например, вода има, шахта пропадната, па ступче скршено на тротоар, па некој вари ракија, па Како вие го решавате по тоа проблем? па ние и тесно сме поврзани со кол центарот кој работи 24 часа. Луѓето и мислам дека се понавикна на тој број на 13300, бесплатен број е, звонат и пријавуваат пријави и тогаш излеваме на терен, ни се јавуваат луѓето од кол центарот. Ако пошто поголем дел од луѓето го знаат и нашиот број, се јавуваат и директно на нас, исто кога сме дежурни, например, летниот период знаат прегорени ламби, пријавуваат луѓето и ние излеваме на терен и ги решаваме проблемите. Радјански, како функционира оваа работа? Дали е веќе влезена во главите на граѓаните? Да, 5 години. Дали можат, например, да не го барат Комуналец, нема вода, така, значи во секторот Мој општинар, значи сме Мој општинар и кол центар. Значи поделени се две одделенија. Мината година, 2022 година, имаме пријавено околу 1500 повици, значи барања од граѓаните. Значи пријавени проблеми од граѓаните, кои што мислам дека над 80% значи се решени. Значи како функционира? Секој повик значи мораме да изодиме на лице место и првен да ја согледаме работата. Да видиме дали е во наша ингеренција, не е во наша ингеренција. Ако не е во наша ингеренција, се јавуваме или комуницираме со таа институција или тие служби кои што се одговорни за таа работа. Значи не одиме само и да креваме рад, туку продолжуваме натаму додека не се најде некој решение. Дека сме активни сме, значи после работното време ние имаме и дежурство. Имаме дежурство, значи еден Мој општинар и еден од инспекторите, значи после работното време се на приправност кои што значи телефоните мора да бидат нели достапни со радиостаница, значи во било кое време да се јави странка, ние мораме да одговориме. За колку време се решава проблем? Зависи од типот на проблемот. Зависи од типот, од тежината на проблемот. Кога ќе стигне мојот општинар на терен или на проблемот, треба, како што спомнав претходно, треба да го согледа и да даде и веќе имаме искуство, нели 5 години го работиме тоа, значи треба да го согледа проблемот и да. Сите сте главно млади. Сите сме главно млади, да. Сите млади и енергични. Ви фали ли нешто? Дали ни фали нешто? Да, во рамките на извршувањето на вашата работа.
Вака сега, како мој општинар, значи не се задоволуваме со таа работа што имам. Ние цело време стремиме кон нешто ново, нешто со нови идеи, нови проекти. Моментално, значи, разговарам со нашите служби, делот на систематизацијата да го измениме, со што мој општинар ќе Прерасне? не че прерасне, туку че административни, че има повеќе одговорност во некој дел. Веќе сме и во комуникација со Министерство за информатичко општество и администрација, значи веќе и работиме на тоа, значи да имаме поголема одговорност. Сакате да некој рече се одделите од обичаените? Не да се одделиме, туку да си имаме тоа што го работиме, значи да ги поедноставиме работите. Ако сме зависеле некогаш, значи да се реши некоја работа од другите служби, од други колеги, сакаме да поедноставиме, да не зависиме, значи тој административен лабиринт маца да го поедноставиме. И верувам дека ќе успееме тоа. Верувам дека ќе успееме затоа што се што сме почнали, се сме завршиле и ќе го завршиме и ова. Исто така, значи имаме и многу проекти, не застануваме тука, исто така ќе продолжиме да Што е тоа што ме граѓаните да го очекуваат во иднина? Во иднина? Да. Па има многу проекти, има да се каже, не знам кој да го наброам, во делот на хигиена, значи голем проблем имаме во пролет и есен, значи во периферниот дел на градот, кој што луѓето одат по земјоделските поседи, често имаме, кога е важно, кога врне, значи носење на земјата, значи со гумите во градот, што нас ни е голем проблем. Значи после тоа треба ново да се мете, да се пера, што е, нели, дополнителни финанси се оптеретува комуналец. Како проект сакаме да го изготвиме за следната година, значи да извршиме тампонирање на сите периферни полски патишта, локални патишта. Да, значи да не биде цел пат, немаме толку ресурси, сепак не сме многу богата држава, али 100, 200, 300, 400 метри од завршеткот на асфалтот да се тампонира, со што верувам дека ќе се подобри многу хигиената во тој дел. Вас едно прашање. Многу споменици од поблиската и подалечна историја не ги уништивте, останаа и понатаму, особено за младите генерации, да ги подсетуваат дека овде некој што живеело и се болеле луѓето. Не уништивте ниту Киро Крстев, ниту 12-те Скоевци, напротив, ги заштитивте. Да. Има ли интенција таква во моја општина или тоа ми е некоја... Не, значи се трудиме, прво би ги спомнал еден од поубавите проекти кој што беше одговорен мој општинар е првен споменикот на Киро Крстев. Покрај тоа што ги заштитивме самиот споменик, таму се направи едно прекрасно место за рекреација, озеленување, со хортикултурно уредување, со урбана опрема. Исто така паркот на револуцијата стана еден парк како што е редот, голем дел на иницијатива на колегите, на иницијатива на колегите, голем дел од спомениците кои што беа и бистите кои што беа расфрлани на неколку места низ градот, за да не бидат уништени, беа преместени точно во паркот на револуцијата. Таму се сега сите бисти што успеавме да ги заштитиме и да ги ставиме таму. Исто така се направи 12 другари, исто едно прекрасно место. Значи таму има првен покрај патеката, морам да спомнам, тоа е прекрасна работа за рекреација на сите луѓе од општина Кавадарци. Значи 4 километра за рекреација, за 12 другари споменикот беше како што беше во таа состојба сега. Да, сега моментално мислам дека е едно од најубавите излетнички места општо во цела општина Кавадарци. Значи сме биле таму и како деца, сега знаеме ќе се прават исто сега моментално ќе се прават, има еден проект кој што градоначалникот се труди да го помине, таму треба да има спомен соба. Добро. Исто треба значи се направат бисти на 12 другари, на 12 деца, тие ќе бидат поставени покрај споменикот, значи да не бидат во самиот споменик, блиску до самиот споменик, туку на некој мало растојание, да се додаде уште една почит према тие луѓе. Исто така си има интенција во општина Кавадарци преку мој општинар да се направат колку што е можно повеќе зелени површини околу спомен куќи. Исто морам да го спомнам, сега во моментот се работи на кружниот тек на Илинденска, да би сега е преминуван од во Сашко Гешковски. Така? Има исто и проект кој што сака да се направи исто така уште еден споменик таму, во негова чест.
си биде и хортикултурно урешен и да си биде споменик како што доликува за Сашко Геров. Проекти кои се реализирани преку мој општинар веќе 5 години го оправдуваат неговото постоење. На почеткот функциониравме со пријавување на проблеми и решавање на истите, но веќе од третата година мој општинар порасна во сериозен сектор кој е вклучен во правењето на годишните програми за работа на општина Кавадарци. Мој општинар се вклучени и во реализацијата на голем број значајни проекти, но и на иницијатори за нови проекти кои ги бараат граѓаните во рамките на нашите можности. Големо внимание се обрнува на руралните средини. Општинарите се секојдневно на терен и се обидуваат заеднички со останатите служби да решат проблеми на жителите кои се соочуваат. Мој општинар стана алатка која се поврзува општината со граѓаните и достапноста да се реагира на времено на терен. Многу е важно да се напомене дека преку кол центарот мој општинар е достапен 24 часа кроз 7 во неделата и се дел со справување на временски непогоди, како и други прилики по нега се соочува. Мој општинар, освен секојдневните активности, е иницијатор и носител на голем број проекти. Реконструкција на градскиот парк, реконструкција на градските плоштад, изградба на нов парк Киро Крстев, изградна во велосипедската пешачка патека до Мокниште, чистење на диви депонии, отстранување на бесправно поставени лимени гражи и подигање на нови зелени површини на исти локации. Хортикултурно уредување на постојачките зелени површини и подигање на нови. Поставување на метални столпчиња на повеќе локации, пошумување и други проекти. Со оглед на тоа што овој проект започнува за неполни 2 месеца од почетокот на мојот прв мандат како градоначалник на општина Кавадарци, а за кратко време од пилот проект прерасна во сектор во општина Кавадарци. Сум особено горд за истата намера. Имате ли податок колку зелени нови површини направивте во Кавадарци од 18 година до сега? Колку е зголемен тој фонд на зеленило во градот? Од 2018 година до 2022 година ние имавме реализирано веќе над 100.000 метри квадратни нова зелена површина. Тоа е нешто од постојното обновено И каде што на некои места се извадија лимените гаражи, некаде посадивте и посадите нови зелени површини, некаде се уредија со катчиња за најмалите, со детски реквизити за игра и забава. За оваа година колку планирате за 23 година? За оваа година се планирани над 10.000 метри квадратни нова зелена површина. Значи таа интенција продолжува понатаму. Така. Би сакала да се надополнам дека кога станува збор за паркот на револуцијата, тука освен што се реализира поплочување на пристапните патеки на скалите од страната на улица 7 септември, исто така се реализираше и хортикултурно уредување и обнова на оваа зелена површина, како и обнова на фонтаната која што се стави во функција. На овој парк се поставија исто така и нови детски реквизити по иницијатива на мој општинар, кои што за во идно време се планира да бидат обновени и модернизирани со гумена подлога. Кога сме кај овој парк, да ме прашам последно што го реализиравме на овој парк беше пак повторно преку донација, благодарение на општествено одговорната компанија Кожувчанка, со чија помош се поставија и огради на пристапните патеки за безбедно движење на пешаците. Ќе остане ли ринги шпила таму за децата? Нема да се дислоцираат сигурно тие за тоа што има и интерес таму, значи летно време е таму преполно со деца и е многу убаво место тоа. Баш децата го прават паркот да биде, да има посебна убавина да има тој парк. Сакам за паркот на револуцијата да дополнам уште нешто. Пред не повеќе од 2 часа бев на состанок со Ротари клубот. Тие прифана нашето барање за донација за паркот на револуцијата да премине во Дендропарк. Значи тоа значи дека ќе се посадат уште околу 100 различни видови на дрва и грамушки. На секое дрво и грамушка ќе има опис, дали автохтоно, алохотно висина и карактеристики на секое растение, со што ќе биде интересно и во делот на туризамот. Значи ќе дојде еден дел како туристичка атракција. Ќе го ставиме на туристичката мапа во градот Кавадарци.
Исто така, значи, во тој дендропарк и средно земјоделско шумарското училиште че може да држат час на отворено. Тања, ви сте одговорна за урбаната опфрема. Каква состојба ни урбаната опфрема во градот? Сега во моментот е во добра, солидна состојба. Секојдневно работиме на таа тематика. Како би рекол градоначалникот, колку они уриваат, ние толку ќе направиме уште повеќе. Така да, во почетокот беше во многу лош состојба, а сега е во добра состојба, се фарбат клупи, се поставуваат нови клупи, тротоарите има поставено столчиња. Еве и сега во моментот има донација од Кожувчанка, околу 850 нови столчиња, така да ќе ги поставиме на локација каде што има потреба во градот и претходно поставените, мислам се некои што се оштетени ќе ги извадиме, секојдневни контроли се прават. Во каква состојба ни се селските средини Кузманов, со оглед на тоа што и овде вложува локалната самоуправа и материјални средства и луѓе, ресурси и така натаму, дали и овде се чува животна средина? Во некои села знам од седница на Совет дека започна да се изнесува и џубрето. Например во Сопот, во некои блиски села, во Ресаво и Бегниш и така натаму. Можеме ли овде да како мој општинар да делуваме? Па да, значи прво како за износ на смет покрај тие села што ги наброа блиските, интенцијата на комуналеци на општина Кавадарци е да се прошире тоа и во повисоките села. Значи моментално во планинските, во Бошавијата. Скоро се ставија нови континери на околу Брушани и викенд населбата, се ставија таму нови континери и се таа работа се трудиме да се прошири колку што може повеќе. Покрај тоа морам да спомнам дека селата покрај хигиената се трудиме, еве пример би го спомнал Сопот, еден убав пример, таму се направи некое ново зеленило, се трудиме како што се работат зелените површини во градот, како се работи на хигиената во градот, исто така да се работи и со исти интензитет да се работи и во околните села. Значи би кажал исто дека во Брушани се стави нов водовод. Сега моментално се работи на Лукарска вода да се доведе до Тиквешко езеро од другата страна спроти Брушани. Значи Ресавски залив више е завршен. Сега се работи кон околу и да приклучат веќе. Па да, значи 550 до се Брушани, 120 Ресавски залив и околу 100 ќе се јават евентуални нови. Да, за викенд населбите. Општина Кавадарци остава секоја година во комуналната изградба значителен дел од средствата за инвестиции во партерно уредување, пристапни улици, пробивање на улички исто во селата, значи не застануваме тука, продолжуваме како во градот, исто така општинар секој поеден си има реон, исто како реонот во градот, така и некој од селата задолжен. Се трудиме колку што можеме и таму да отидеме. Па блиските села, значи каде што има повеќе народ, тоа е више нормална работа, значи би ги спомнал Марена, Сопот, Возарци и Дреново. Заради тоа што тие се над 500 жители, некои повеќе. Би спомнал сега моментално има во Дреново се го рушиме Младинскиот дом што беше на сред село. Сега се работи више на нова сала со спортски нов објект, да, нова спортска сала со помошни објекти. Исто така, по тој принцип и Сопот се планира да се направи уште една спортска сала нова. Би спомнал колектор во Возарци се направи голем дел, се среди, има проблем луѓето за отпадни води. И редовно, што кажав, редовно се одделуваат средства 500.000 до милион за помалите села, за другите веќе и повеќе. Да се делува, да се поплочува, доплочува и да се работи на паркови. Има нешто што не кажавме, иако рековме многу работи, меѓутоа вашата работа по обем е голема. Нешто што не рековме. Па јас како општинар во реонот број 6 би ги спомнала подземните контейнери, кои што беа од големо значење, поготово за централното подрачје, да. Значи беше монтиран првиот подземен контейнер на југоисточната страна од плоштадот со 3 комори. Па да, практични се, меѓутоа свеста кај граѓаните
се уште не е подигната на ниво за да се исфрлат đубрето како што се поделени. Селектира, Да се селектира, да. И во многу од случаевите се соочуваме при секојдневните контроли на đубре, поготово се работи за отпад од хартија кој што е оставен до контејнерот. Наместо да се стави внатре. Баш така. Кога го спомнав плоштадот, тука би сакала да ги подсетам граѓаните за пренамена на неискористените делови од плоштадот, кои што се однесуваат на малата летна сцена пред хотелот на Стар Балкан, кои што со новото архитектонско решение се изгради стилска жардинерија со холтикултурно уредување и уредена со урбана опрема, кој што до ден денеска, поготово во пладневните летни часови, го користиме овој простор за рекреација. Цел време спомнуваме нешто што се имаме направено, а на некогаш имаме многу работи се направени, а што не се видли. Значи, минатата година во август месец имаме две поплави една по друга. Тоа беше во период од недела или 2 недели, 10 дена. Сакам да спомнам во тој дел, значи главен организатор и главна логистика на надминување на тој проблем, тој е општина. Значи првен со тие временски непогоди, сакам да спомнам дека општинар целиот тим излегува на терен и ги согледува проблемите. Прави организација, веќе агрометеоролошка наука е напратот дена, веќе имаме известување колку се очекува тие дождови или тие тоа невреме, значи ги мобилизираме или ги ставиме на приправност, комуналец со посебна машина за вода под притисок, со дрвосечачи за во случај на нападнато дрво, општи работници. Исто така морам да ги поздравиме и противпожарната единица од Кавадарци, значи редовно идат и ни помагат во тие временски неприлики. И сега кога има таква непогода, значи мој општинар го организира и го решава сето тоа. Сакам да кажам дека после тие временски неприлики, значи ни правиме и анализа зошто се случило до тоа. Значи после поплавата што се случи во август месец, извршиме мапирање на сите локации кај што сме имале проблеми. Сме извршиле мапирање и бареме решенија за сето тоа. Можам да кажеме дека на дел од улиците сме процениле дека треба да се изврши перење или промивање на атмосферска канализација. На дел, значи, не е доволен капацитетот, така да сме направиле една стратегија за идно обновување на подземната инфраструктура за точно. Да се стави програма наред. Некогаш решението е многу едноставно, треба да се поплочи некои си тротоарче или да се подигнате вичнеците. Значи, мој општинар работи и на тие проблеми. Се надевам, мислам, не дај Боже, ако имаме поплава од исти размери, мислам дека штетите што ги имаш Кавадарци во ланската година, дека за 50% ќе бидат намалени. Значи, ако се повтори, делуваме превентивно. Значи, после секоја временска неприлика, значи, одиме секоја таложник, атмосферски сливници, значи, се врше нивно чистење. Значи, имаме редовно одржување во тој дел. Значи, во делот на временски неприлики, значи, голема улога имаме и ние како служби, како служби. Би сакала да спомнам нешто, да не го изоставиме, тоа е многу битен момент за урбанизацијата на локалитетот Моклиште. Во текот на оваа година произлезе иницијатива за приватна урбанизација на местноста Моклиште, која беше идеја на граѓаните кои поседуваат катастарски парцели во тој дел. Лице од мој општинар беше ангажирано да ги испита расположението на стесениците, од што произлезе голема заинтересираност, па се формира здружение од 9 члена и председател, па така здружението се регистрира во Централен регистар под име Моклишка населба. И од околу 90% од луѓето кои имаат таму се учесници и доброволно прифатија да учествуваат во урбанизацијата. И здружението е формирано здружение на 13.12.2022 година
и се поднесе иницијатива за изработка на урбанистички план за вон населено место. Последна акција во која што беа вклучени покрај сите служби од општина Кавадарци, инспекцијските служби и мој општинар, е дислокација на диво изградените објекти во така познатото Тениче мало. Добро. Таа иницијатива и произлезе од тоа што во оваа година имаме план, градоначалникот има план да се продолжи кејот на реката До болницата, од мостот на Видов Смилевски до болницата. Добро. И тоа да биде више комплетен проект од болница до горе до Моклишката воденица, да биде сето споено. Освен регулација на реката, има ли зарело план да се гради? Да, кога ќе се тргнат тие објекти, таму се планира, пошто тоа е по детален урбанистички план, има зеленило. Добро. Таму се планира да се направи зелен појас, да се среди, да се хортикултурно да се уреди тој простор и да се реши минорот и мајорот на реката. За мене како градоначалник е многу важно и посебно сум горд што сме првата општина во нашата земја која го воведе овој проект, а со неговото функционирање и успешност работење даваме пример и на другите општини да размислат и да се обидат да проектират проект како мој општинар. Воедно сум и многу благодарен на целокупниот тим кој што несебично и целокупно заложен во делот на секторот мој општинар функционира безпрекорно со нивната заложба. Ова беше една невообичаена пресконференција на која рековме многу работи, меѓутоа многу работи останаа нерешени. Ние ќе продолжиме понатаму да ја следиме нивната работа. Вие, ако имате проблеми во вашата месна заедница или во малото кај што живеете, јавете се на 13300. Тоа е бесплатниот телефонски број. Пријавете ги вашите проблеми. Маки, овие луѓе, овие прекрасни млади и повозрастни работници кои се ангажирани во мој општинар, добро си ја бркаат работата и со помош на градоначалникот го уредија Кавадарци за 5 години. Што ќе биде по 10 години, можам да замислам, ќе биде прекрасно. Благодарам што не следевте, пријатна вечер.